Состојбата во државата од ден на ден е се полош. Нетрпеливоста расте додека сето тоа е подгреано од лидерите на партиите. Тензиите меѓу граѓаните се зголемуваат на општа штета и на штета на Македонија. Но за ова решение ни доаѓа од едно невообичаено место. Ботаничарот и хортикултурниот ентузијаст Блажо смета дека знае како може да се реши состојбата. Вашо народот е разединет, на две страни најубаво се илустрира со кроење на дрво. Тоа ти е исто како едно дрво. Например, нашето дрво што е Дендрус македоникус. Това е старо дрво, убаво дрво со големи корења, ама погрешно е закроено. Разбираш ли ме ти? Например, воа, види го како криво расте. Видиш како иде, вамо иде. А убаво дрво, например, вака, видиш, убаво тонко, па со убава крошна. Нашето дрво греота бе, убаво право си е дрвото, само кое е лошо закроено и само две гранки му оставиле, јаки гранки, едната влече на ваа страна, другата тера вамо и не може крошна да се направи горе, нема плодове, а сите плодове сакаме. Сега, за тоа треба на време да се закројува, треба убав мајстор што ќе знае да го закрое. Науката вика дека најубави месеци за закројување на вие што се главните гранки, што се викат воделки или на англиски што ги викат лидерс, со тие мали лидерчиња, најубави месеци за закројување биле март, април и мај. Сега од Европска унија за тие стандарди големи плодови дават, они препорачуваат и позачести закројувања. Са ние работата треба да ги фатеме тука тие. Тука подсечи го лидерот, тука ќе го подсечеш и со почесто кроење крошната сама се направи, затоа што дрвото си има тенденција убаво да плае. И онда тоа дрво после ќе дава плодове, сите што ги очекуваме и така. Значи, мајката му е само убаво закројување. Па гревата, заради едно кроење сега така убаво дрво да ни скапе и да пропадне. Не ја била работа. Само треба еден убав мајстор што знае да закројува и луѓето ќе се сплетат.